Благодарам, почитуван председател со комисијата Бојан Стојановски. Се јавив по овој амандман од повеќе причини. Прво, да јавно го критикувам решението на владата. Затоа што истото е многу опасно, односно е крајно неправедно. И овде ќе парафразирам една народна поговорка: внимавај кога лош човек ти помага. Во оваа ситуација внимавај кога лоша влада ти помага. Ние сите, уште и на послувањето на оваа точка на дневен ред на парламентарна седница, укажавме дека оваа част поскоро треба да се усвои и секоја помош е добра за граѓаните и ќе ја поддржиме. Меѓутоа, кога реално помагате, треба да бидете крајно внимателни, затоа што некогаш помошта е штетна. Во кој насоки е штетна оваа помош, имено се однесува на пензионерите, така да ова решение е крајно нефер према одредени пензионери, затоа што помошта што ја давате се одразува штетно на истите. Имено оваа помош, не знам дали случајно е избрана, лимитот е 14.000 денара и сега даваме некоја помош на група пензионери и се случува еден многу интересен феномен. Со давањето на оваа помош, овие пензионери ќе надминат 14.000 денара приходи и по автоматизам ќе изгубат едно друго право. Односно ќе го изгубат правото на бесплатно лекување, односно да не плаќаат партиципација. Ова е крајно безобразно ако е смислено од владата на Република Македонија, затоа што голем број од овие пензионери се инвалидни лица, лица кои имаат здравствени проблеми и по автоматизам влегуваат во една категорија каде што досега не плаќале партиципација за лекување, од сега ќе плаќаат. Затоа велам дека треба да се внимава кога лоша влада ти помага. Значи, за овие лица е подобро да не ги помогнете. Затоа што ќе изгубат многу повеќе пари за лечење, затоа што одлуката за бесплатно болничко лекување е од 2019 година и во меѓувреме инфлацијата си го прави своето. Само во 2021 имате инфлација 5%, во 2022 година инфлацијата ќе биде над 20%. Генерално, овие приматели на пензија се многу посиромашни отколку што биле. И сега да ги ставите во категорија со помошта да плаќаат партиципација, тие ќе изгубат многу повеќе пари отколку што ќе добијат од државата. Ова е крајно несериозно и ако е смислено, од владата е на ниво на безобразлук. Или треба да го преиспитате вашето решение, или треба да го прифатите нашиот амандман каде што помошта ќе биде посериозна за оваа категорија на граѓани, приматели на помош до 14.000 денара, или да најдете законски можност, или да најдеме законски можност некој да се иземе, да не сака да ја земе оваа помош, која вие му давате. Затоа што губи друго право, кое можете да замислите кои се цените за болничко лекување. Значи, и текако има врска, зголемувањето на пензиите оди на талон. Со талон луѓето одат во болница. Или имате над 14.000, или имате под 14.000 денара примање. И не можете да докажете од каде ви се тие пари. По автоматизам ќе ги ставите во категорија за плаќање партиципација.
И тие луѓе, место да ви бидат благодарни, ќе ви бидат крајно неблагодарни затоа што условно во наводници и помагат. Ако сакате да реално помогнете на таа категорија луѓе, мора владата да на седница ја зголеми износот на партиципација, односно тие 14.000 да бидат повисоки, со што би се опфатиле овие луѓе кои условно сега ги помагате, а во суштина и не ги помагате. Го знаете проблемот, седнете, решете го проблемот. Или прифатете го овој амандман, драстично да се зголеми пензијата на најниската категорија, затоа што воспротивно овие луѓе, голем дел од овие луѓе, ќе бидат оштетени. Ви кажувам, дајте опција, ќе видите дека тоа ќе се случи, да не го прифатат пензионерите ова што го нудите како решение. Одреден број на пензионери нема да го прифатат, затоа што многу поголема партиципација треба да платат за болничко лекување, отколку да ги примат овие скромни средства кои им ги дават. Решењето е тоа, или на влада, тука е заменик министерот, нека инициира зголемување на прагот под кој нема да се плаќа партиципација. И така се осиромашени овие луѓе, и така имаат мали примања. Преиспитајте си го решењето, имате опции. Ви ги кажувам уште еднаш, да не должам, прифатејте го овој амандман, драстично да се зголемат помошта за пензионерите, и пак ќе бидат одредена категорија во пата ситуација. Или сменете ја одлуката за висина на до која не се плаќа партиципација. Третото решење, малку чудно за ова држава, меѓутоа кога е владата на СДС и на ДУИ во прашање и текако рационално решење, одредена категорија од пензионери да не ви ја прифаќа помош. Затоа што реално ќе имат поголеми трошоци. Едно повлекува друго. Не е страшно, има решение, ви го кажувам. Тука е заменик министерот, утре на влада може да ја сменат одлуката и едноставно тој праг да се зголеми. И така сиромаштијата си го прави своето, инфлацијата си го прави своето, овие луѓе ќе добијат талон со над 14.000 денара и автоматски поминуваат во другата категорија. На луѓе кои плаќат партиципација. Така да вашата помош не е баш, ајде да кажем, уместна. Тоа ќе важи само во ситуација кога би коригирале, односно би го прифатиле овој амандман. Воспротивно, јавно ќе ве критикувам за ова, затоа што ова е крајно лошо решение, односно во овој закон треба тие 20 милиони евра да ги минусирате, затоа што ќе имате приходи во здравство. Односно тие луѓе ќе треба да плаќаат партиципација. И ќе ви го полнат буџетот и условно помагате или не помагате. Го знаете проблемот, треба да си го решите. Благодарам.